Добро дојдовте, милени, во мојот канал Животот со баба или Лади Грена. Денес ќе правиме припрема за пирушки. Пирушките може да се направат со месо мелено, може да се направат со сирење или урда, во зависност кој што сака. Извините за ова парја, пошто готвим во полодна просторија и самата просторија дава да има помалку. Како не е чат, например, ама парија, ето, речеме парија. Најпрво земамо искажуваме крумит, да дедов едно 3 помали главички крумит. Пржим крумит. Го пржиме крумитот додека не добие жолто-златна боја. Кога крумитот е више пропржен, го додаваме месото мелено. Но одма ќе додадеме вегета, пошто нема да се права гручиња како што од почетокот кога се ставено, по-добро е. И кажа, ова ќе биде мешан, пирушките ќе биде неколку со урда и сирење и неколку со месо мелено. Кога има вегета, ве пробајте кога пропржувате месо мелено, ставете вегета или сол и полесно се разредува да нема како гручиња, нели месото се пржи убаво додека снима, ама попрво ставете го одма и ќе видите дека е стварно подобро. Ова месо е свинско, можете вие, например, како употребувате, пола на пола, некој гајцко, кој како обожава. Сега ќе додадеме малку сол. Ќе додадеме сол. Уште малку. Ќе додадеме бибер, мелен бибер.
Децата мои обожаваат повеќе да има бибер малку. Стави сме бибер. И прорубуваме. Малку се ствара пареа, зашто ви кажав, просторијата во која пржам е ладна, мислам не е внатре. И сега малку ќе гледате, например, има тоа грудчиња, ама не се како, ако не ставите одма вегета или сол, ќе видите. Значи, месото ми е за мелено за пирушки. Од прилика, верувате или не, ја, например, месово ми беше негде може и 700 грама месо мелено имат, ама сви зависи од количината и за колку особи се работи. Например, може да направите тие седати замрзнати, затоа ќе го испречиме добро месото. Еве, скоро месото е пржено. И ќе го оставиме да се олади додека припремаме друго. Да, месото е пржено, пошто ќе се пржи во самата пирушка, доволно е пржено. Месо мелено не сакам. Мислим, не сакам, тоа се пржи побрзо и полесно е да се... Еве, покушав да нема грудчиња. Да, и се не ми треба, да имаме спавато. И се гледаме. Здраво, мои мили. Како сте денеска? Денеска ќе правиме едни пирушки кои рушат рекорд по вкус и убавина. За пирушките ни се потребни 1,5 кг брашно, 2 јајца, еве 2 јајца ќе ставиме. Ќе замесиме квасец со 3 лажички од чај. Малички лажички. Еве суп квасец. И земаме од брашното. Ќе го замесиме да таса. Треба убаво да се измеши, зашто има грудчиња. Ќе додадам малку вода. Вака намесениот квасец го ставаме да појде.
и една супена лажица сол. Уште малку да додадеме, малку. Ето така. И сега ќе да почекаме малку да појде квасето и ќе замесиме гладкуваво тесто. Додаваме 200 мл млеко. Петдесет милилитри зејтин или масло. Сега ќе почекаме квасето да појде. Малку ќе замесиме вака со лажицата. Овде ќе имам 500 мл вода, доколку треба ќе додадеме. Еве квасето да ви ќе стачам. Ги ставиме малку вода. Сега ќе замесиме убаво тесто. Ќе ви кажам доколку е потребна повеќе вода, пошто секое тесто, мислим, зависи да од брашното. Некој брашно пива повеќе течност, некој помалку. Така да некојаш не можеш, ама негде близина, например, ќе кажеш јас мислам дека доволна оваа 500 мл вода. Тестото треба убаво да се измести.
Навиката ми е примесување да ја вртим ванглата. Позгодно некако ми дојде. Кога месите тесто со јајца, малку е поразлично. Мислим не да е поразлично, потешко се разнесува. Еве замесихме убаво тесто, не уште треба да се меси. Ќе додадеме малку брашно за крајот да се изчисти околу ванглата. Тестото треба да биде малку помеко. Малку ќе додадеме по крајот, значи да се собери да нема тесто околу вангличката. Нема ништо повеќе на рацете, не се лепи. Имам гладко баво тесто. Може уште малку, но 2-3 минутки. Значи до тестото употребив 1,5 кг брашно, 2 јајца, 200 мл млеко и 50 мл зејтин, 1 лажичка сол и 2 лажички мали, 3 лажички речиси квасец.
Ете, видите како е тестото меко и убаво. Гладко. Сега ќе го покриеме и го оставаме да кисне. Ете. Убаво тесто. Ќе ставиме малку брашно и ќе го покриеме. Кога тестото е втасано, го измешуваме уште еднаш да стаса. Зашто може и сега да се прават, но подобро е кога тестото ќе се измеша уште еднаш. И го оставаме пак да поиде да скисне, но овај пат ќе скисне побрзо, пошто е ферментацијата на квасецот по... Ето, така. Ќе ставиме малку брашно и ќе го покриеме да поиде, да се покрие. И ќе се остави пак на топло да таса. Еве сега повторно се враќаме во тестото, таки мој. Еве тестото е повторно стасано. И сега го промешуваме вака. И од него ќе ваѓаме ќе направиме една кора. Една убава кора. Ќе видите сега, ја ќе замесим една кора. Една убава кора сега ќе направиме, ќе одвоиме од тестото. Ќе го одвоиме, например, може на 2 пати, на 3 пати, зависи колкава кора сакате да направите. Ете, јас зедов тестото, тоа волуменот е зголемен, нормално, пошто 2 пати е тестото втасано. И сега правиме една кора. Жилаво е така треба, вика поубаво е жилаво кај тестото, ама малку по-тешко за засучување, нели? Малку пак да имам поголемо сукавото може. Тум соваќе. Ќе засучемо една кора. Понамеко го остави и пак треба видите дека тоа до самото брашно зависи. Тестото седи убаво, сега ќе видиме кај ќе правиме пирушките. Малку повторно дозола брашенце. Ќе се расуче таа кората. Нема малку. Ќе направиме во облик на квадрат. Колку што можеме. Ќе покушаме.
наставам брашно, ете, сега не е баш малко овдека дека залепи, не е баш точно како квадрат, али сепак донесуваме некоја форма на квадрат. Сега земаме нож и крајвите, за да биде поравно, крајвите ги ваѓаме вака. Тие ќе се употреба за друго исто. И сечеме на коцки. Е така, сега од ова да самите колку сакате коцки. Вака ќе раздвоиме секој од да не бидат залепени. Е сега, овдека имам пržено мелено месо, кое претходно го приготвив, ќе видите кога ќе почне. И сега ја земам секоја коцка, ја растргувам во правоаголна форма исто и земам од месото мелено, малку повише, дека повише сака внатре, и сега свиткаме како ролничка. Е вака да дојде и ја ставаме на страна. Пак се повторува со истото. Се затегнува секоја коцка, се става од филот, од месо мелено, некој ќе направам и со урда. Ете вака. Подвратеното да биде одоздола, дека тие треба сега да втасуваат. Ете вака. Ќе ги затегнете како коцка. Танки ќе дојде. Танки ќе ставите фил внатре. И се витка како ролне. Ќе повториме така со остатокот од другите. Ќе ставиме исто фил. Некој сака повише со месо мелено, некој сака со сирење или урда. Видите, тие, например, секојаш ќе вида кога ќе се пржа, ќе дојда скоро во иста големина, али вака правиме. На секоја коцка ја растегнувам коцката. Овие пирушки ќе бида на повеќе места. Ето вака исто пак, повторуваме. Се додека не ги завршиме овие коцки и повторно сучеме друга кора. Таа ќе ја ви ја покажам, ќе биде со сирење. Таа кора завршивме со месото мелено. Сега оваа ќе ја правиме со сирење од урда и пак може со месо мелено, пошто повеќето се верувајте со месо мелено. Јас претежно не сум, во случајот конкретен, повише сакам со сирење или со урда. Тестото е убаво, вика, кога прави балончињаваќе, боја мора, али потешко малку иде да се растигне, жилаво е. А треба, вика, жилаво тесто. Тестото кога е жилаво,
е поубаво за изработка. Пак ќе направиме една правоаголна форма. Ќе ставиме да не ни залепи од оздолна, пошто исто ќе треба да сечеме куцки, па може да се залепа во секој случај. Да дојда малку се оддалечи од средината. Секој кој ги пробал, верувајте, остана воодушевен. Ќе се уверите вие самите колку убави пирушки ќе излезе. До крајот ќе видимо, се разбира. Ете, мислим дека ова доволно ќе иде, пошто ќе ги развлечуваме самите кори. Сега со малечкото сукалце ќе земам пак да видиме негде кај што треба пак. Повише да се истанчи кората. Ете така. Не е баш професионално, но јас мислам доволно како коцка. Квадрата. Сега повторно го сечеме. Да го набрашниме да не седне лепа. Нема ништо тука, ова ќе се одува самото. Ете, сега имаме овдека урда. Урда и малку сирење внатре. И повторно ги разлечуваме. Ете вака, тие ќе излеза поголемки, нормално дека се разлечени. Сега ќе се поближим со другата за да видите. Истата ровничка, само со урда. Ете вака, нека застане ова тука. Ја земамо, се тегни од секоја страна. Вака и ставаме урда. Ова баш ќе биде сладка урда, пошто не сладка да блага, него е од урда пипер, кој прави тоа. Знае, во есен што се прави со урда, со пипер. И сега јас извадов од тоа, пошто ми е домашно правено. Мислим, немам јас ништо тоа, но купувам млеко за да направам урда. Урда и сирење. Ете така. Продолжиме со самиот начин на постапка. Ето вака, ги измакнувам колку што можем. Тие се танки, но треба да одстојат. Ете ролнички и пред пржење ќе ги повлечем малку, ќе направиме оваја. Вака се тегни. Знаете зашто ги правам? Ги правам помалку едни, зашто да може внукичките у школу да се однесат за
за ручек или за доручек, зависи. Или за на работа, да се понеса, например, за некој си ден. Еве, пак така ставаме и ќе тоа повише. Еве сега ќе префрлам таму, пошто ги ставаме, ќе ви покажам како се наредени. Овдека да појда. Да стасат, мислим. Нема нигде да појда. Така е зборот. Да втасат, да скиснат повторно. Повторно да скисна. Поголемите се за постарите за на работа, помалите за дечињата у школа, за внуките. Јас вака ќе ставим, мислим во должина вака. Ја ставам повише, верувајте. И некои од внуките сакаат повише со сирење. Залепено. И така ќе се повтори целата смеса. Мислим, целото тесто треба да се заврши кога е излага, повише излага за ова се скина, нема ништо врска од другата страна, ќе ставиме уждата и ќе се покрие тој дел. Некои ги прават со чаша, верувајте, мислим сечени крупчиња, али ја еве од кај сум почнала во коцки вака ги ставам. Сега ќе земеме, овие ги префрлам кај што стојат. Ете, сега уште неколку ќе завршиме. Неколку ќе направиме и со круг. Вака. Коцка. Сега земам, ставам пак повторно урда. Ама убаво мирише од мириса од пиперките. Ете така. Ете вака и ова ќе растегнеме. Тоа е чисто. Ќе ставиме вака. Пак ќе ги префрлиме тамо. И продолжуваме да ги местиме се додека не завршиме. Сега ја завршивме. Ја завршивме последната кора. Сега ќе повлечеме вака. Ја направивме во правоаголна форма колку што можеме. Ова е, пошто е последна, нема више. Е сега ова ќе биде комбинована, ви реков. И со месо, и со сирење и урда. Мислим, урда и сирење, тоа е мешано едно. Овие помали ќе биде некој. Ви кажав за дечињата помалечки, за повозрастните поголеми. Сега ќе почнеме со месо и ќе завршиме со урда. Ова нека биде така.
за ова да ја наполниме со месо. Ставаме тука. Ќе земеме таа поголема. Таа се поголеми, ви кажав, по една са на работа и доволни се. Овој дел ќе го ставиме вака да поиде. Ова ја исто ќе биде со месо. И земеме го што имаме од месото. Заборавив, ова не ми чеке малко сега. Ова заборави да извекнам. Да ја истргам. Да. Се заборава. Ведувајте, се посегнав по месото мелено и ете вака. Млечките ќе бидат со урда, пошто внуката една си сака со урда и таа со сиренце. Ви кажам, не само што е со урда и сирење, туку ги има вкусот од пипер, пошто имаше и урда пипер беше ставена. Ровнички. Што ова ја па више крајот се приближува крајот. Еве ова на со месо мелено ќе направиме. Те превише ставиве. Пошто сакам месо мелено и месото мелено ми се става повише. Така, мили мои, ќе ги завршиме целите. Еве вака се наредени пирушките и сега ќе чекаме да втасат. За пржење, неколку 10-15 минути, додека почнав, нели, со некои 15 минути се доволно за да почнат да се пржат. Еве сега, драги мои, пирушките се втасани за пржење и ќе почнеме да земеме. Пред пржење сакоја една ја повлечувам. Се малко месната. Секоја една ја повлекувам помалку. И уште една помаличка некоја ќе ставиме. Да има Јас ги превртувам удма, повторно ќе ги вратам, пошто
Сум забележала, ако не ги сврдиш вака одма, ти доведе. Така. Мора да земем зашто сум забележала секогаш е гледате се враќа на многу до душа и настави. Се враќа назад. Ќе го намалиме температурата, пошто ми е пуштена. И се готови. Ете ги, мили мои, ќе ги гледате. Повторно ставаме. Реков, најдобро, редовно, јас ги повлекувам малку кога ги ставам да се режа. Уште една ќе ставиме. 4 се доволно. И одма да се сврта. Одма кога ќе почна да се сврта, иначе малку се потешки да... Значи требаш уште една да ставам. О, не ставаме сега. Да ги наредиме пирушките во... Некои сами се вртат, ама по-добро да се... Редовно вам ви права, редовно како... се надува оне малечки се и како јастучиња. Мора да ставам повише и за ќе нема простор вака да има да се врта. Ето што
Уште малку тие ќе ги извадиме. Сакам аки да ги наредимо некако да изгледа поубаво. Наташо! Идам прекрати. Nisam nadal se kao desna mi se nalista. Vidite, nekoj dan, nekoj sami će se sveta. Еве ги пршените. Така ќе продолжиме додека ги спржиме целите и на крај ќе ви покажам. Сега ќе извадиме и овие. Така застане. Уште малку таа. Малечката таа е прежена, маличка. Има помалечки, поголемки. Пробајте, направите го овај рецепт, нема да погрешите. И ќе видите колку се убави вкусни. Сега, редовно, значи редовно пред пржење ги повлечувам малку. И едно маличко во сошето. Одма додека кај ќе почне треба да се преврта, зашто по-лошо е. Малку кај ќе се попече треба да се преврта. Ева. Пачиката така им ја зна. Сега ќе се пече. И нема место да се... Еве, мили мои, еден плек е готов. Еве едната тепсија, видна.
Така скоро привршуваме со крајот сме. Редовно ги кажа од почетокот, мислим, тоа ми е, ја знам, одсекуваш, се врта, пирушкиве се врта. Но при крај сме више. Уште малку да светиме, ќе ги ваѓаме. Ничи, ау. Не ме слуша оваа пирушка нешто. Ќе ја свртим од оваа страна, одаќе. Ето сега ќе ги ваѓаме. Тие се танки тегнати, пошто месото е пржено. И драги мои, со ова сакам, пошто сме на крај, да ви посакам добро здраве и све најубаво. Доколку ви се допаѓа мојот рецепт, слободно направете ги и притиснете лайк и subscribe. Мојот канал е Life with Grandma или Животот со баба. Изволте и пријатно. Се гледаме наредниот пат. Драги мои, пирушките завршија. Ви кажам, доколку ви се допаѓа овој рецепт или овие пирушки, начинот на поготовка, притиснете лайк и subscribe. Мојот канал е Животот со баба or Life with Grandma. Пријатно и се гледаме до наредно гледање. Чао, чао!